чувме што немаш. Па ти си немал, човече, ништо. Тебе ти било полошо и од мене, и од оној на улица, и од Станко, и од Петко, и од Маја, и од Илина, Ирена. Ти ништо си немал. Ја ти верувам, искрено, длабочината на душава ти верувам дека немаш куќа у нерези, немаш джип на подарок или купен на рати, немаш стан во Дубај, немаш авиокомпанија во Дубај, златен пасош во Дубај, исто не, тоа не го спомна дали имаш или немаш златен пасош во Дубај. Спомна само стан и авиокомпанија дека немаш. Јахта исто така немаш и за тоа ти верувам. Немаш ништо. Но секогаш знаеш дека ние како народ сме покажани доста хумани у разни ситуации. Значи можеме да организираме една хуманитарна акција, еве преку Facebook нека почне, да присобереме некој денар, барем нешто од ова да можеш да си дозволиш. Од ваков голтар кој што си за нигде не си, Венко, за нигде. Ја па мислев дека нешто имаш, ти ништо си нема. Така што можеме сега сите да ја покажеме на дело својата надалеку позната македонска солидарност, милозливост. Дечки, девојки, мажи, жени, браќа, сестри, ајде една акција да присобереме на Венко да му купиме барем нешто од ова што нема. И да избегна, многу суптилно избегна да каже што има. Нели обично ако кажеш што немаш, треба да спомнеш и што имаш. Например, не го чувме, тоа е да кажеме, не чувме дали имаш или немаш златна виза, у Дубај. Не спомна да кажеш ако више немаш джип на поклон или купен на рати. Што имаш, што возиш? Пони, од 81 година возиш, поиме неа. Возиш електричен тротинет. Може да Мерцедес возиш. Купен пред 2-3 години. Може да и уште еден си купил, па си го подарил на многу близок. Близок. Кој ќе знае? Не знам, нагаѓам ја сега. Не знам. Еве, немаш викендица у нерези, кај имаш викендица? Охрид, Мохрид, Грција, Мрција, Шпрција. Може у Ќорвешка имаш викендица. Значи, фино е човек која ќе каже, ако каже што нема, да каже што има. Да знаеме со кој справиме муаве. А не кажем што немам, не кажем што имам. А јавноста жедна за знаење, љубопитна. Ние сме една нација, еден народ, една држава кај што сме жедни за знаење и за оговарање до душа. Ама тоа е тоа, значи сакаме да знаеме, да се полниме со информации. Тоа е една работа. Втора, пак, спомнава, си се борел за стандардот, кога си бил министер во владата, не знам колку пати сте зголемиле плати ова. Особено тука ги стакна платите на докторите, што си ги зголемил на 150.000. Пошто нормално, и ти си самиот доктор, лекар. Па тоа некако нели значи како им ги зголемиш толку на своите, значи себе си зголемиш. Баш кај некои други работи по волности си потпиша како министер за полесно да ти тргне работата, нешто врска со нема мој термин, место, дојди после тоа ја приватно. И такви работи сум начул, не знам колку се тачни. Па овие што биле за операција од мој оделе у овој, приватно. Не знам, стварно не знам, имам начуено, Венко, немој да ме држиш за збор. Извини ако грешам, душе, еве, напред. Ама така си, нашто имал некои работи, така се збори, ебемлига. Кој ќе знае, више не можеш од овие лажни вести, не можеш да знаеш што е точно, што не е точно на светски план. Но како и да е, нема да ми држиш овој здраво. Да, другиве плати, вие кога бевте СДС на власт, кога зголемувавте тоа, стравно ние го осетивме граѓаните, да ти кажам. Ја тоа време не сум знаел на парите што да им правам. Па видам од улица, идам по улица, доаѓа некоја жена повозрасна, вика господине, се извинувам, вика парите ви претекуваат од джебот ви паѓаат, кога се вртам вака 150 метра банкноти, како сум одел, сум ги сеел по пат. И никој не ги собрал. Пошто вие ме гледаат собра, вика, други ме минувачи ме гледаат, се враќам по париве книжни банкноти, некои у девизи, некои у овие покрупни наши банкноти.
Ја како проаѓам се враќам ги собирам други минувачи проаѓаат. Никој не ги пипка. Никој. Ме дојме за ме глумец, пари по пут ги сеша. Ама никој не собира, пошто нивниве џебои ги гледам натапкани со. Значи многу имавме, како да ви кажам, од вашиот СДСМовски чувство за народ, за ближните во државава, за вашето чувство да им помогнете на луѓето да ги направите побогати. Голем есап видовме ние, знаеш. Викаме, браво бе СДС, вие се богатите, тоа е добро, ама и нас не оставите да страдаме. Види пуни пари, ни киптат џебоите, ни претекуваат од џебои. Баш така беше. Така што да ти кажам, поминавме прекрасни некои 7 години со вас, прекрасни. Сега не можевме пак да гласаме за вас минатото лето кога беа изборите. Ама тоа затоа што сме ние, македонците, Венко, ние сме мазохисти, ние не можеме да дозволиме да ни е преубаво со некого. Мора да најдеме некоја скачка, нешто причина, таа убавина да се разидеме со тоа што ни е убаво. Значи, многу убаво боли глава. И викаме, чекај, не е нарно толку убаво да ни е со СДС, дај да ги смениме од власт, да најдеме други, овие ВМРО да ги изгласаме. Оти овие многу убаво ни беше со СДС, преубаво. Мислам, пари, вриевме, плева, можевме што сакаме да купиме, кај сакаме да отидеме. Не сме такви луѓе, сакаме малку кој е тешко, која врзуеме едва и крај со крај. Затоа сменивме вас социјалдемократите од власт. Ама еве, од кај знаеш, вака ако продолжите вакви изјави да давате, многу веродостојни, човек не може да не ви веруе, не е чудо утре па да ве гласаме, види. Пошто ја верувам дека ти немаш ништо, тебе ти е полошо и од мене и од ред други како мене. Ја у тоа искрено верувам, ја не сум циник, не сум ироничен. И дај Боже да ти кажам да имаш колку што имам ја, Венко. Дај Боже, еве ти посакувам од се срце. Не може бре човек да немаш ништо, бе. Абе ни джип, ни куќа не рези, ни джип. Ај, ова мање више што немаш. Стан у Дубај, авиокомпанија, јахта. Таа се кекерики, како да ти кажам. Куќа да немаш не рези. Не знам, тешко тебе, искрено тешко тебе. Абе, људи, зашо правиме муавет ние овде? Зашо друго, освен за лична корист, таквите како дотичниот цел живот, тоест добри, рецимо, професионалци, влагаат у политика? Шо мислите, бе, за кој мој? За мене и тебе и вас, што сега ме гледате, подобро да ни направат. Не, бе, људи, кај нас политиката е многу лукративна ствар. Влагаш да натепаш пари. Тоа е многу просто, сите го знаеме. 35 години го гледаме тоа тука. Не е тоа дека си открил топла вода. Нешто. Еве, гледате и сега овие борциве за раднички права, овие внуциве на Че Гевара, овие певица, како се викаат. Гледате ги сликал, некој тамо на граница, Грчка со тоа. Ове сувот си одат у Грција, кој ќе се вратат, пак ќе се бориме малце за работнички права за оваа зона. Тој нивниот кандидат за градоначалник што го обвинуваат цури низ градов дека бил арогантен, сексуален напасник, овона. Му вика, ти ќе да поднесеш се оставка која поднесе кандидатура за град Скопје за грана? Не бе, вика, зашо оставка у парламент да поднесам пошто. Да бе, да, управо сте сите. Бе, кој будала ќе се откаже од такви овие кажи ги бенефити? Кој будала ќе се откаже 3000 евра плата у парламент, бе? Треба да си ретардиран, или тој да се откаже од не знам што другиот, или тој третиот. А у неје време ќе си паламудиме ние за работнички права, не е проблем тоа. Ќе се правиме револуционери, мали хитлери, она, ќе острелам овој, ќе обесам оној. Супер, топ звучи. Ами ние сме глупи, сите разбираме да мојава мајка. Само што овие успеават, овие певица, како се викаат тие, овие, да ги исполажат луѓе, дека се они нешто, дека се они нешто друго. Нема врони се многу се за сиромашните за. А сликан тамо на граница како оди за Грција сега за викенд. Да се прчат. Тоа се вика, драги мои, демагогија. Или едно зборам пред јавност,
На другачи начин живеам приватно дома, кој сум сам со себе и со моите. Или, слушајте ме шо ви зборам, не ме гледате како живеам и шо правам. Демагогија. Океј, доаѓам и до тоа. Ти, Сашо, ги поддржуваш ВМРО, ДПМНЕ. Па ја не кажав дека не ги поддржувам, точно ги поддржувам. Ама како што гледате ги разбирам и ве другиве работи. Така. Сега доаѓаме до главното. Дечки, ако ги знаеме сите овие други работи, какви си ти од певица, и тој Венко, и ти околу него, и шо правеле ти изминативе 35 години, и сите останати, колку луѓе сме виделе до вчера биле клошари, влегол у политика, дошла негова партија на власт, за 4 години го гледаш вози кола од 150.000 евра, има викендица или стан у Грција, има стан у Охрид или тамо негде куќа гради на Велестов или појма неам каде, или Елешец или појма неам, или на Мавровско езеро или шо знам. Му се сменил животот, више добар ден не ти прави. Или ако ти каже здраво порано, вака те гледал со наведната глава, се кај се глас, Јеби га. Се снашол, влегол на време тамо кај што требал да влезе, знате па пари. Ај чао. Дошли други на власт, него никој не го рчнал. Али ај пошто ги знаеме сите овие работи како идат кај нас, ајде тогаш више никој да не се занимава тука, да не ја промислува политиката. Ама никој. И ја, и вие, и сите што гледате, значи не ги гледате моите постои, не ги гледате постовите на овој, постовите на оној, не гледате политички емисии, ние да не излегува на избори. Пошто ние на сите све јасно, така? Тоа би било логично. Али сепак, ние сме многу заинтересирани кога се јадеме меѓу себе, овој му кажа на овој му кажа на овој, му еба мајката на телевизија на оној, у дебата, овој му еба на овој му кажа на овој му стана на емисија на овој. Че тоа не е душевна храна, зошто тоа е друга приказна. Ама ако више сме заразени од политичкото, од политиката, од политиканството, од сирџиството тука кај нас, од политичкиот клиентелизам, подобро може човек да одбере страна, отколку да седи со онаа мањина некаде помеѓу и да вика, ја не гласам, тоа нема никаква поента. Да, нема. Ама у ваква ситуација, кој ќе те доведе истата таа политика, како што не доведе на СДС, таа политика на, ја знаете каква е на, понижување на се она што ти останало, а не се мери со материјалното, а тоа е твоето минато, твоите традиции, твоите прадедовци правави, твојот идентитет, све што е твое македонско. И викаш, чекај бе, не можам ја уште да седам на страна. А све знаеш зашо е политиката кај нас. За да влезат и да се збогатат за кратко време. А викаш, чекај бе. Сепак морам да се одлучам, да одберам опција, да ги симнам овие од власт, овие како тргнале ќе ни ебат мајката. И тоа малце што го имаме достоинство и тоа ќе ни го зема. И сме излегле на избори и сме ги изгласале ВМРО дошле на власт. Да, политиката е, рековме, најголемиот афродизијак. Нема поголем. Но, од друга страна, еве искрено ви поставам прашање. Ајде кажете ми, ама земајќи ги сите овие работи предвид, што сите ги знаеме, за кои што до сега зборев. Кажете ми, која друга опција, еве искрено ве прашам, еве јас не знам, која друга опција у моментот, освен ВМРО, може нешто да смени на подобро и да ги поправи некои работи што ги направија оние кои што беа пред нив квеснизите од Социјалдемократски сојуз. Кажете ми, било која друга. Нормално имају ВМРО што идат и Грција и Мрција и кој знае кај да. Така, ама кажете ми ајде друга опција. Еве, певица. Искрено се зборам, најискрено. Демагогија, чиста. Добро, има луѓе уште се лажат, наскоро ќе го видат и тоа. Дека е тоа така, дека се работи за чиста демагогија. Значи за една кулиса, за тоа што работите не се баш така како што мислат они дека се. Но тоа ќе го видат, тоа не е спорно. Само прашање на време, како што постепено ќе го видат, тоа е некој ќе сликал тамо на граничен прелаз и одат се за викенд за празников. Грција си прча тамо. Тука радничка класа не може у кафана да седне да однесе фамилија, татко, мајка, две деца, пошто ќе го оплячкаат у кафана, ќе му земат осмина од платата, ако седне. Ме разбирате? И онда човек
одбира страна. Ја го кажав тоа уште СДС кога беше најако на власт, кога луѓе се плашаа, кога мислеа дека СДС ќе остана 30 години на власт, кога сите плукаа тогаш по Мицко, овие стари ВМРО-вци, ја уште тогаш им кажав, овие што ги знаете од мене, викам Мицковски следните избори парламентарни ќе биде премиер. Јеби га, интуиција, појма неам. Или некој си појма неам, некој си чувство како обично идат работите кај нас. Дојдоа на власт Мицковски и неговите затоа што ветија некои работи што нас ни се чинеа позитивни, како некоја нова надеж дека некои работи ќе се сменат и дека ќе зачуваме нешто од она што се обидоа на сила да го откорнат од нас тие претходните квиснизи, социјалдемократите. И сега да, сега си на власт. И нормално се сите тие работи кои што нели ги кажуваме дека ги има кај секоја власт уна за 35 години. Ја не ги оправдувам искрено, исто. Тоа е исто. Но ако више одбираш, го одбирам оној кој што мислам дека има најмногу организацијска моќ, најмногу способности, најмногу желба нешто да смени, а дека ќе има и у таа партија поединци кои што пак ќе гледаат да се кима. А јеби га. А кој од вас нема да сака да се збогати ако е утре на местото на некој од министриве во ВМРО, ДПМН или на некои други места, управни одбори, директори, вамо тамо? Ај, кој од вас може да каже, еве ја нема да пипнам, тој прв нека фрли со камен, како беше на Новиот Завет. Исус кој им кажува на овие гурвата сака да ја каменуваат тамо, ај вика, кој од вас не ве? Ја да ви кажам, никој не може да знае. Никој. Никој, додека не додеш на таква позиција. Човечкото толку е големо алчно. Сите го имаме тоа. И сите ние 35 години викаме, тие сите крадат, тие сите владаат у политика да се збогатат. Да. Но треба да им дадеме до знаење, да ги научиме дека пред се најидеалистичката причина за постоење на политиката е да направиш нешто добро за твојата заедница, за заедницата во која што живееш, да направиш подобро од колку што е. И оној како се вика на Јордан, мене ми кажуваше Јорданец, тука кај нас што живее, така се викаше кралов на Јордан, Хусеин, мислам се вика, овој син му на тој претходниот. Го наследи, вика, татко му, дојде на власт, а овој Јорданец што ми кажуваше е припадник на една од најголемите династии во Јордан, од тие со кралски што се поврзани, 4-та династија по моќ таму. Значи негови братучети биле на тој состанок, не знам, бизнесмени, министри, како ги викаат таму у ваквата у Јордан. И вака им кажал, дечки, јас знам дека вие треба да заработите, бизнис и овона. 2%. 2%. Тоа како ги викаат тие аванти, провизии, овона. 2%. Поише од вас сечам раче. Не, сечам раче у Јордан, нема него идеш у затвор. Така им рекол. Како да ја воведеме етиката у политиката е најбитна ствар. Така што ќе им трубиме, нон-стоп ќе им збориме. Да го добијат тој осет дека треба да направат нешто за заедницата. Заедницата е таа, граѓаните се тие што ги одбрале на власт. Ве молам, точно ја ги поддржувам ВМРО, да помене, затоа што ше верувам дека имаат сила, имаат знаење, имаат намера, имаат волја да направат подобри работи овде. Да ни го подобрат животот. Треба да се свесни и благодарни за шансата што ја добија. И затоа не треба да ја пропушта таа шанса. Реално, размислете пак најобикно. Кој бе од овие други? Што нешто се? Кој бе? Кој? И како? Како? На основа на што? На основа на празни паламудења, демагогија. Не проаѓа тоа више и не треба више ни да се залажувате со тие работи. Треба да се научат политичарите дека тоа што го ветува додека е во опозиција, дека треба да му биде, како да ти кажам, треба да му биде ветување кое што мора да го оствари у најбрз можен рок. Иначе харикирит да се изврши како што у Јапан, успротивно. Затоа што народот има трпение очигледно. Премногу долго живеевме на рап на се.
Живееме на рап на се, на рап на исчезнување, на рап на сиромаштија, на рап на духовна опустошеност. Гледате што се случува, 3 дена се збори тој Јанчев, градоначалникот на Кавадарци, Пејачов спасен, се реметат, зашто на грозд, на факинг гроздобер у Кавадарци, зашо викнал српски пејачи. Па зашо не викна македонски. Па кој ќе соберете вие публика као српските ќе викнам и македонски. Тотално сулуди, како да ви кажам, абсурдни расправи на ниво на Монти Пајтонс. И никој не ја чепка суштината која што е за сето тоа. По површната, тоест на површината е главното, ти не можеш као пејач да му објасниш на тај Кунов дека не се понекогаш битни само парите и комерцијалната корист од нешто што правиш или организираш, или профитот. Дека има и некои други работи што се битни покрај профитот. Како ќе му објасниш на човек кој што до вчера, пример, појма немам, мислам ги поддржуваш и СД за промена на името. Него ќе му објасниш ти сега за македонство, македонски пејачи, она, од друга страна, па овој му кажа, него ќе собереш ти толку публика ради моите комерцијални потреби, да извадам ја од тука и чар. Тогаш може да ве викнам да пеете тамо заедно со на исто ниво, да ве третирам како српски пејачи овој. А при тоа не збори дека нивото на младината е таа. 35 години образованието се уништуваше за да создаде ваква младина денес, која што да ја пуштиш Монти Пајтонс, тој интелектуален, духовно богат англиски хумор од 70-тите и 80-тите години, 99,9% од нашата младина, постари тинеџери, не го разбираат. Абе да му пуштиш ало од 80-ти години на BBC серијата за францускиот отпор, знаете, она Рене, у таа кафаната ало некаде у некоја мало место, село на југот на Франција, нема да го разберат тој хумор. Да му пуштиш Only Fools and Horses или Мучки ги вика кај нас у превод со Делбој и со овој родни, нема да го разберат. Знаете зошто не ги разбираат? Зашто немаат сенс за таков интелектуален хумор што бара поголема духовно богатство, поголема начитаност, поголемо општо знаење, општа култура, па ако сакате и енциклопедиско знаење, жет за вистинско знаење. Знаете зашто не го разбираат? Затоа што се духовно опустошени. И затоа нивната духовна храна е Теа Тајровиќ, Цеца, Меца, она Карлеуша, не знам што, ги знаат оние будалине српскине, не знам како да ги наречам, џанаци што доаѓаат, џоми ти прават рап, џоми ти ова, џоми ти она. Кај бе македонскиот рок бе? Од 90-ти навака умре све од крајот на 90-тите. Каде е македонскиот рок-н-рол, македонскиот джез? Има деца, веројатно сега некои свират по гаражи, вежбаат као луди по 12-15 сати на ден. Дури и музичари кои што се на академија, на факултет за музичка уметност или на средно музичко школо, виртуози на своите инструменти. Нема место за нив. Кога сте чуле македонска песна на телевизија, така се гради културен идентитет на една нација. Не знам, не навлегувам у причините. Во Хрватска им беше забрането на одредени српски звезди, па дури на некои неоправдано им беше забрането да дојдат да пеат у Хрватска или не знам каде или вамо тамо. Значи не навлагам, беше неоправдано за некој, уреду е. Чисто сакам да ви кажам. И сега се расправаат дали српски или македонски пејачи, а суштината, позадината за тоа е заглупена младина. Заглупен народ, 35 години. Шо чита денес нашата младина? Кои книги ги чита? Кои автори ги чита? Што чита бе? Ако ја ги праша професорот по филозофија, имаат лекција за ниче, отвора тоа ChatGPT, како се вика, и гледа од тука, состави докторати пишуваат со тоа. Страшна работа. Зашто? Има духовна потреба од Теа Тајровиќ. Па за кој сакате да има духовна потреба? За Ник Кейв? За Металика? За појма немам, за некои други звезди, за Ролинг Стоун, за не знам. За кој сакате?
Што сакате да прочита, да се заинтересира за појма нема. За некои автори ние што сме ги читале или што се безвременски, рецимо као Чехов, Достоевски, као Булгаков. И сите они од западниот свет, нели, почнувајќи од појма немат. Од Сартер, Мартер, Силвија Плат, Керуак, Меруак, милион други такви, да не ги редам. Ремарк. Што сакате? Тоа ќе биде нивото. Ајде да не го тупам, и така е дупло голо. Свека нас само се надевам дека и некои работи ќе успеат да се реформираат длабоко и во образование, да се сменат некои нешта, дека ќе се воведе контрола и во оваа неконтролирана, би рекол, употреба на кичот, на шундот, дека малце ќе се обидат ВМРО да најдат начин како да го контролираат тој шунд што доаѓа особено од надвор, тој турбофолк, тој кич невиден, се со цел да создадат поздрава младина, по-нормална младина која што резонира правилно, дека ќе се сооча со сите тие веќе детски болести на новата демократија, на самостојна Македонија, кои што веќе ни прават сериозна штета. Така е, како тој сега насилникот у Штип, што влезе и тој фудбалерот на Шкупи мислам дека беа. Така, овој у притвор, овој доживотна забрана за играње фудбал. Па може ќе им текне следниот пут, дали е цивилизирано на терен како спортист да се понашаш као неандерталец. Веројатно ќе ти кликне. Сега добро, овој може што фудбалеров што тепаше други тамо што делел клоци, може ќе си добие дозвола да игра некој регион на Косово или Албанија, само не знам сега тоа како иде ако ти ставиш доживотна забрана у државата со причини и веројатно тоа оди во УЕФА, па тоа веројатно ќе може да игра некој тамо селски екипи у некој регион, ако више толку му си игра, ама нема да заигра, неговата кариера е завршена. Би требало да биде, не знам како одат сега тие работи таму. А мора да се култивираме. И затоа одговорноста и на ВМРО е да работи на тоа поле. Како да ги култивира луѓето, особено младите, ради овие причини. Е тоа. А кој нема, јеби го. Ние што имаме, можеме само да им се подсмеваме на тие што немаат ништо, како што е Венко да каже. Зашо да не му се подсмевам? Па нема ништо не успел да создаде за време на неговиот живот. Ни джип, ни вила у Нерези, ни авиокомпанија у Дубај, ни јахта, ни стан у Дубај. Зашо си живеел, бе, Венко? А ништо немаш. Како човек да не ти се смее за греото си? Венко нема ништо, Венко нема ништо, да се убие... Не. Али ајде, Венко, реда. Ние што имаме многу што ни се прелева, ќе присобереме бар нешто од ова што го спаја. Не сме лоши луѓе, Венко. Ќе собереме, не се киди, ќе купиме нешто од ова што го спомна. Барем еве авиокомпанија да ти купиме у Дубај една, да му евеш матер, па да работиш нешто, бе, вака, што правиш бе тоа СДС, џаве дремеш таму, евеш матер, тргај се од тие лузери. Гледаш, и ти немаш ништо затоа што си у СДС. Тргни се од таму и ќе видиш, ќе ти се отворат врати милион. Ки имаш, и тебе ќе ти се прелева. Ајде, чао.